Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Почитувани, добар ден и добре дојдовте во ново издание на емисијата Македонски глас на Македонското црквено радио. Јас сум Небојша Карапеовски и еве што ви подготвив за денес. По 6-ти пат ќе се одржи планинарската акција Милениумска патека на Сувагора. Во партнерското радио на црквеното радио во Детройт, Плюс Спорте радио, ни беше гостин Борис Стојановски Цули од планинарскиот клуб Јелак. Има многу интересен разговор што ви препорачувам да го чуете. За најдобар мед од костен, 2 шампионски пехари во Србија освои тетовчанецот Владимир Петровски. Инспекторатот на општина Тетово и наложи на фирмата да го отстрани фрлениот асфалт во викенд на селбата на Попова Шапка. Каратистката Михајла Мишовска од Тетовско Беловиште со репрезентацијата наредната недела настапува на светското првенство во Будимпешта во Украина. Потпишан меморандум за соработка за унапредување и заштита на жените и децата жртви на родово базирано насилство во општина Битола. А на самиот почеток да го чуеме обраќањето на протоиереј Драган Јорданов. Во името на Отецот, Синот и Светиот Дух, амин. Во името на свештенството при Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица, до сите почитувани слушатели на Македонското радио, Македонски глас, верници на Македонската православна црква, добро утро и добро се најдовме. Нека ни е за многу години денешниот ден. Драги браќи и сестри, пошто еве само пред неколку дена во четвртокот го празнувавме големиот празник на светиот апостол Тома, оваа прилика сакам да искористам да позборуваме малку за големината и значењето на овој голем апостол. Како што реков, светиот апостол Тома беше еден од 11 апостоли кој не го криеше сомнежот на воскресението Христово. Уште е наречен и близнак. Додека настанот со неверувањето на апостол Тома се слави во неделата, нели по Великден, ние нарекуваме Томина недела, денес, всушност, во четвртокот, беше посветен на самиот апостол и евангелист. Светиот Тома го ширил христијанството најпрво во Палестина, а потоа во Персија и во Индија, каде што бил убиен со копје. Неговите мошти биле пренесени во градот Едеса во 4 век, а потоа во Цариград. Со неговиот сомнеж во воскресението на нашиот Господ и Спасител Исус Христос беше придобиена нова потврда за тој чудесен и спасоносен настан. Имено, воскреснатиот Господ повторно им се јавува на учениците за да го увери светиот апостол Тома. И како што се сеќавате во Евангелието рече: "Даја раката своја и стави ја во ребрата мои и не биди неверлив, но верлив." И Тома извика во тој момент: "Господ мој и Бог мој." Послегувањето на Светиот Дух врз апостолите, кога апостолите ги фрлаа ждрепка кој каде ќе оди да го проповеда Христовото Слово, на светиот апостол евангелист Тома му падна ждрепката да оди во Индија. Тој на почетокот малку се нажали што мора да оди во толку далечен крај, но Господ му се јавува на чудесен начин и го охрабрува. Во Индија свети Тома многумина големци и сиромашни и секакви луѓе ги обратил во верата Христова и ја заснова таму црквата и постави свештеници и епископи. Меѓу останатите, Тома ги обрати кон Христа и двете жени на двајцата индиски кнезови, Тертијана и Мигдонија, кои што беа сестри. Овие сестри беа од своите мажи намачени заради верата, затоа што не сакаа да живеат со нив откако примија крштение, а потоа и мажите ги отпуштија. Откако се ослободија од бракот, тие проживеа благоугодно се до смртта.
Исто така, двајца верници Диониси и Пелагија, кога ја слушнаа апостолската проповед, не влегоа во соживот, односно не се земале, туку се посветија на подвиг и се замонашуваат. Пелагија завршува како маченичка за верата, а Дионисој беше поставен за апостол од апостолот за епископ во Индија. И уште многу вакви случаи се запишани во житието на светиот апостол Тома, каде што многу големци, како што реков, и многу народ се преобратува во верата Христова. Кнезот во тоа време Музди, маж на Тертинија, која претходно рековме дека се откажува од него и се покрстува, кому Тома точно му ја крсти, нели, заедно со неговиот син, тој го осудува апостолот на смрт и испраќа 5 војници кои што го пробудуваат со 5 копја. Така светиот апостол Тома ја предава својата душа во рацете на нашиот Бог и Спасител Исус Христос. Пред својата смрт и тој, и како и другите апостоли, беше чудесно пренесен на погребот на Пресветата Владичица наша Богородица, но бидејќи пристигна доцна, горко зажали, па за неговата молба го отворија гробот на Пресветата, но внатре не го најдоа нејзиното тело. На таинствен начин Господ ја беше зел својата мајка во неговите небесни живеалишта. И така светиот апостол Тома, кој што со своето неверување ја утврди верата во Христовото воскресение, во овој случај со задоцнување ни го открива и чудесното преселување на Богородица, или поточно успението на Богородица. Според народното верување, светиот апостол Тома важел за вреден, па затоа се смета и заштитник скоро на сите занетчии. Тој бил дрводелец по занетчиство, па така, еве во нашите краеви, сите занетчии, почињајќи нели од зидари, па се до столари го слават како нивни заштитник. Нека нашиот Господ и Спасител, по молитвите на овој голем светител, светиот апостол и евангелист Тома, на сите нас ни дарува телесно здравие и духовно спасение. Оваа прилика сакам да искористам, драги браќи и сестри, да ве поканам утре на Света Божествена литургија со почеток во 10:30 часот, каде што сите заедно ќе се помолиме на Мајката Божја и на светиот апостол Тома и на сите светии да ги пренесат нашите молитви пред престолот на нашиот Бог и Спасител, за нашиот Бог и Спасител да ни дарува телесно здравие и духовно спасение, сега и секогаш и во вечни векови. Амин. Негде ке те сокрија, гроб со гроба ке покрија. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Само ти си безсмртна, жива вода подземна, кај што тонеш ти извираш. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе. Векови, векови, заедно ќе минеме, древна земјо македонска. Така е пишано, сестро, ништо да не бидеме, ти без мене, јас без тебе.
da te odrećat, drugi da te predadat, možat se što da izmisla. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Samo ti si besmrtna, živa voda podzemna, kaj što toneš ti izviraš. Vekovi, vekovi, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, ništo da ne vide me, ti bez mene, jaz bez tebe. Vekovi, vekovi, zajedno ke mineme, drevna zemljo makedonska. Taka je pišano, sestro, ništo da ne vide me, ti bez mene, jaz bez tebe. Ti bez mene, jaz bez tebe. Marketing. Sonce od tvojte руси коси. Покрај веќе познатите тулумби, баклави и разни други сладкарски производи и секако највкусниот бурек во Америка, во Атко сега можете да се снабдите со разновидни вина од Македонија, од познатите винарии Бовин и Тиквеш. Во Атко секој ден има свежо печено јагнешко, а за викендите и прасничко печење на паунд. За вашите семејни прослави и други прилики можете се да порачате на телефон 586 739 6690. Врвна услуга и директна достава на нивните специјалитети до вашите домови. Вредните собственици на Атко со задоволство ќе ве услужат. Атко се наоѓа на 21-та милја и Хейс. Повелете во Атко. Звезди се кријат. Гробиштата Guardian Angel ви ја представуваат нивната православна градина каде се почитуваат православните традиции и ритуали. Сите гробови се свртени кон исток, а има голем простор за семејствата и фамилијата и кандила се дозволени преку целата година. Гробиштата Guardian Angel се лоцирани на само неколку минути од центарот на Рочестер. Придружете им се на вашите парохијани и посетете ги гробиштата Guardian Angel, каде детално ќе ве запознаат со рекламните цени кои се во тек до крајот на оваа година. За сите детални информации и состанок лично со вас, јавете се на 800 275 9574 во Guardian Angel Cemetery. Маркетинг. Zemlja, majka mila, mnogo jadovna, slovekovi rob što bila, paketa govna. I kineja volci vrani, srce v postela, jadeleja od tri strani i na tri dela. Srce v postela, jadeleja od tri strani i na tri dela. Mečkini kamen slaven, slaven ili de.
уште крв што блика побојне рамен, има уште глас што вика за мечкин камен. И кинеа волци врави, срце постела, те велеа од три страни и на три дела. Ти кинеа волци врави, срце постела, те велеа од три страни и на три дела. Мечкини камен славен, славен Илинден, а некој вели народ без имен. Ако нека вели, дури научи, докаде има сој македонски, докаде има сој македонски. Планинарскиот клуб Јелак во соработка со Комисијата за односи со верските заедници и религиозни групи и Македонската православна црква в недела на 22 октомври по шести пат ја организира планинско-рекреативната акција Милениумска патека на падините на Суагора, која беше за прв пат одржана 2018 година по повод јубилејот 1000 години Охридска архиепископија. По тој повод во партнерското радио на Македонското црквено радио од Детройт плюс Форте радио ни беше гостин Борис Стојановски Цули, кој ни ја опиша оваа патека со сите нејзини убавини. Па вака, Небоша, планинарскиот клуб Јелак од Добро. Тетово, нели, во организација со Комисијата за односи со верски заедници и религиозни групи, како и Македонската православна црква, организираме Милениумска патека. Таа Милениумска патека ја започнавме 2018 година. Добро. По повод јубилеот на постоењето на Охридска архиепископија. Сега во недела, значи на 22 по шести пат ја организираме оваа планинарска манифестација, така да посетуваме 7 цркви и еден археолошки локалитет. Поаѓањето ни е во 8 часот во недела пред културниот дом. Добро. Транспортот го обавуваме со комбиња, бидејќи патеката планинарска не ни е кружна, туку одиме до село Блаце. Во село Блаце ја посетуваме црквата Света Тројца. Тоа е исто една црква многу убава, која е изградена на археолошки локалитет, кај што под темелите на таа црква извира водата. Тоа е локалитетот Вилинска вода, кај што доаѓаат од разни националности, вери, луѓе, се бара на некој начин чаре за, бидејќи по предание водата е лековита. Од тука, Значи туе почне маршрутава. Маршрутава почне Блаце. Од Света Тројца црквата во село Блаце, кај што домаќините нели се потрудија да биде црквата отворена, да има свеќи, посетителиве планинариве што ќе бидат да запалат свеќе, нели да наполнат вода и така натаму, да ќе не послужа со чај. Од тука одиме до црквата Света Петка. Тоа е негдека на оваа црква Света Тројца се наоѓа на 720 метри надморска висина и од тука одиме на 880 метри надморска висина по урбанизирана патека, очистена, маркирана, како што налага правилата на планинарите. Стигаме до црквата Света Петка, од тука по мала пауза, слагаме надолу према Стенче, посетуваме Граиште, тоа е локалитетот кај исто археолошки локалитет кој датира од 14 век. И тука е и ранохристијанската базилика која датира некаде од 4 век. Памти Кейси, знаеш што ме интересира?
Ќе има планинари само од Тетово и Тетовско? Не. Акцијата не е на ниво на држава. Значи планинари имаме, некогаш сме имале 100, 150 и 200 планинари од цела Македонија. Ај се ја да прашам. И планинарски друштва и добронамерници, кој како сака. Да, памти до која црква стигна. Има некој кустос што им објаснува на луѓе, сега се наоѓамо на локалитет Филјан, ти реков ми рече ова, не? Значи, зашо за овие дојденци што се од страна, мислим. Мама и стандард дојденци има, мислим за секоја нели тура ја, ако не се лажем, стално соработуете со. Ама вие ме пресечуете сега. Извини сега, па ти па како си кажете дека у секој локалитет што го посетуваме, организираме да соодветно лице да ни каже значајни моменти за постоењето, како е, што е, од кога е, како е и така натаму. Значи, апсолутно тоа ни е организирано. Да. И во овој археолошки локалитет дури има и 3 крстилници. Значи за мажи, жени и за деца, што барем по кажувањата на староседелците дека тоа е првата крстилница во Полог, е таму се наоѓа на овој локалитет. Се се здасне. Граиште, да. Од тука исто така по мала пауза, со разговори за постоењето на овој археолошки локалитет. Слагаме со планинарите во колона, се движиме, имаме водичи, значи ги пренесуваме на планинарите да се движат според препораките и сугестиите на водичите, нели? Бидејќи оваа планинарска патека е ново поставена патека, така да и на овој дел некако немаат планинарите некоја си планинарска маршрута. Значи нема искуство со тоа. Со Сува гора, тоа е на Сува гора, нели? И од тука слагаме во црквата Свети Илија во село Стенче, кај што правиме малку поголема пауза. И тука исто така домаќините од село Стенче се потрудија и стално се трудат да не угостат со дали јаболка, чај, локум има и се разбира нешто за циркулација. Виде мајо, циркулација, меѓутоа само во колку за циркулација во мали количини. Нема за секој по екипа да остане. Да. Сега, баш ова што го кажа има тука. Мене толку годишно планинарење не ми се десило некаде и кога што били водич некаде. И нели паузата ни е 5-10 минути, зависи колку како. И сега бидејќи и времето ни се до сега ни се погодило многу убаво, луѓе од цела Македонија планинарите собрани, многу им е убаво, сендвичите си ги вадат тука, остануваат и заврши паузата, ја свирим со свирчето, ајде другари за 5 минути да се спремите, ќе тргнеме и планинариве у еден глас. Просто се чуди сега зошто ти вика, они се беше убаво, не сакаја да стана. Инаку да ти кажем дека како што ги слушам метеоролозиве, ќе би биде петка времето и неделја. Така, досега мислим дека и овој пат нема да ве изневе. Види кој е све тоа убаво смислено, кој има дадено малу душа срце, тоа и Господ гледа. Така е, многу убаво. И од туја идете. И од Стенче свирчево кој ќе свирне после. Свирне, планинарите се спремаат, у колона заминуваме за црквата Екатерина, тоа е единствената црква Екатерина. Добро. Ново изградена црква со летниковци, прекрасен Каде е ова? Тоа е од Стенче над гробиштата на една висоравнина. Се гледа, мислим, и од путчето, нели? Да, се гледа. Да, не сум била до таму. Се гледа многу убаво, еве препорака и до вас, ако сте слободни во недела, изволте со нас. Има слободни, има и зафатени. Ако не, можете било кога да идете, црквата е преубава, на преубава локација и од таму во црква во делот на оваа црква Екатерина има еден видиковец кај што се гледа целиот Шарпланински масив. Многу убав поглед на Шарпланинскиот масив. Да ни сликаш и да ни пратиш у група. Да, секако.
И после мала пауза, значи и горе, и исто така горе, сега човекот кој се грижи за таа црква, Војо, тој кажува за значењето на црквата, зошто е изградена, како е, што е и така. И тука исто не послужуваат домаќините, значи не послужуваат со јаболка, сладки некои колачи и така. Да ви направа сајгија. Ептен, многу убаво сме примени, значи во секој локалитет кај што одиме. Од тука одиме сега, ова е атарот на село Стенче, од тука се симнуваме и одиме во атарот на село Волковија. Добро. Село Волковија одиме прво во црквата Свети Ѓорѓи Победоносец, тоа е на Чука. Таму тоа е и местото кај што е снимен култниот филм, ако се сеќавате, Македонска крвава свадба. Видеме. Таму на тој дел е снимен тој филмот. И после човеков кој ни кажува тоа е доживле тоа за овие што не са тетовчани? Апсолутно. Да? Би било доживле и мене кај тетовчани, спошто никогаш не. Значи, групата ни е толку компактна, толку се заинтересира. За колку луѓе се работа? Па Од прилика до 200 сигурно ќе има. Да. И ова секоја година, значи од 100 до 200 секоја година имаме посетители на ова. Вие сте супер тајфа. Да. Одлично. Сега тука кажува нашиот член во друштвото кој е запознат многу за тоа е Дарио. Дарио кажува за манастирот Волковски на времето дека тука имало манастир Волковски, дека имало луѓе во манастирот и за легендата што кажува за камчето дупнато кое се враќало кога било однесено тука па се враќало над. Има приказка, така да многу убаво, луѓево ни се компактни, значи никој не останува да рече ја отидов на оваа страна, не доаѓам таму, нема, значи така. Сите се заинтересирани, бидејќи навистина на секој локалитет имаме убава приказка, односно за она како настанал тој локалитет. И од тука се враќаме после во централната црква во село Волковија, тоа е црквата Света Мина. Добро. Таму исто така не пречекуваат. Знаеш, например, првиот пат и вториот кога организиравме и ручек за сите планинари во црквата Света Мина, има прекрасна трпезарија, има простор за сите. Планинарското графче го организиравме, меѓутоа после тоа кога стана и короната, па немавме услови за готвење и така некако за малку и ситуацијата финансиска не погоди и нас како планинарите, така да сега немаме ручек, меѓутоа домаќините навистина и таму многу фино се поставија. Да ве закрепна мал. Така, имат чај, сок, кафени ни вадат и на крај исто така мала за циркулација. Два пута се циркулира. Види се, амајо, ќе забрае првата циркулација до втората циркулација. Ја мислим да се разбере. Па да, ова е и финишот, значи крајот е на целата. Пази кој е крајот. На целата. Тоа циркулира ова. Ми рече Пеѓо, а не сум зборела, постари луѓе збореле. Виде, убаво ти рекол. Е сега Пеѓо за кој мисли постари како тоа друга дискусија ќе отвори. И тука ја завршуваме оваа манифестација. Комбињата доаѓа на тоа место, ги земаат планинарите, ги носат во Тетово и така ни е завршена таа манифестација. Колку е ова? Во должина е 9 километри. 9 километри. Да, бидејќи не е кружна, нели, одиме од села Блаце до Волковија 9 километри. Патеката е многу убава, значи може да присуствуваат и почетници и поспремни планинари, така да имаме од сите категории, да речем, нема некој успон и нешто. Не, има малав успон, значи од Света Тројца почетокот до Света Петка, тоа околу 40 на минути одење пешки, меѓутоа правиме почесто пауза, така да луѓето да не бидат исцрпени барем во почетокот и после тоа се оди
низ ливади, например, низ долови. Очи да ти вида убаво. Апсолутно. Очи. Лепо. Многу убаво. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген. Što drugi denje noće silno svirat zemljata ja zatresuva ta panka što bije tamo dobro mi je vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije ova ti je Makedonija. Što drugi denje noće silno svirat zemljata ja zatresuva ta panka što bije tamo dobro mi je vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije ova ti je Makedonija. Što drugi denje noće silno svirat zemljata ja zatresuva ta panka što bije tamo dobro mi je vino kaj što blika zemlja da od pesni vrije ova ti je Makedonija.
Квалитетниот тетовски костенов мед носи шампионски награди од целиот Балкан. Вака го почнува разговорот тетовчанецот Владимир Петровски, кој со неговиот мед од костен успеа да освои 2 шампионски пехари од Србија. Овие 2 награди според Владимир не се само негов личен успех, туку показател на квалитетот на овој вид мед во Полошкиот регион, особено во подшарпланинското подрачје. Тој чува пчели во село Непроштено, кое е обкружено токму со костенови дрва. Костенот е малку специфичен, цветот на костенот кога цути во јуни има отворена реса и кога ќе заврне дожд и ја плакне ресата па паѓа нектарот. Сега годинава имавме среќа токму тие 1-2 недели да не врне во тој период. Поради специфичната реса, костеновиот мед многу малку се создава, па имаме одредена ексклузивност. Секогаш се приносите помали од, например, багремот, од кој се добива значително поголеми количини. Ако се временските прилики добри, костеновиот мед е мал по количина, но многу квалитетен, објаснува тетовскиот пчелар. На собирот на пчелари и земјоделци Девојачки бунар во Србија на почетокот на септември Петровски добил прва награда за костенов мед, а претходно на Новосадскиот саем голем златен медал, односно прво место за квалитет на костеновиот мед. Со костеновиот мед на ниво на Балканот сме меѓу најдобрите. Босна и Херцеговина има добар мед по основа на силина, но и таму има награди за македонските производители. Таква ни е околината, таква е цела Шарпланина. Моите пчелни сандаци се во Непроштено и пчелите шетаат по костените над селото во шумата. Целата шума е костенова и дел од полето е со костенови дрвја. Кога ќе почне да цвета, прво полето цвета, па после шумата. Јас сум во подножје, па на пчелите им е полесно да се качат празни, да соберат и да слезат, истакнува пчеларот од Тетово. На надпреворот Девојачки бунар мед се оценува преку органолептичко испитување со преглед на вкус, мирис и боја. На Новосадскиот саем се прават органолептички, но и хемиски анализи во лабораторија. Петровски е дел од Сдруженијето на пчелари Полошки мед, кое заедно со Сдруженијето Градот на пчелите востановија и саем на производителите на мед во Тетово. Земја, мајка мила, многу јадовна, со векови роб што била, пак е таговна. И кинеа волци врани, срце в постела, јаделеа од 3 страни и на 3 дела. Срце в постела, јаделеа од 3 страни и на 3 дела. Мечкини камен славен, славен или ден, а некој вели народ без имен. Ако нека вели докаде има сој македонски. Има уште крв што блика по бојне рамен, има уште глас што вика за мечкини камен. И кинеа волци врани, срце в постела, делеа од 3 страни и на 3 дела. Ти кинеа волци врани,
Максис Дели е продавница која ја има лидерската позиција во производство, дистрибуција и продажба на домашни производи. Основна дејност на Максис Дели е продажба на секојдневно печен тазе бурек, колачи и торти, како и тазе печен лед. Сите ваши нарачки пласирајте ги на телефон 586 978 1121. Во Максис Дели можете да се снабдите со разни видови кафе, сирења, кашкавал, сувомеснати производи, маслинки, туршија, ајвар, лутеница, како и со домашни и странски, алкохолни и безалкохолни пијалоци. Исто така Максис Дели ги продава своите приватни заштитни знаци Максис Митс, Градина и Сонце. Максис Дели се наоѓа на 4160 15-та милја во Стерлинг Хајтс, еден блок источно од Рајан. Работното време е од понеделник до сабота, од 9 часот наутро до 9 часот навечер и во недела од 9 часот наутро до 6 часот попладне. Повелете во Максис Дели. Животот е исполнет со можности со кои можеме некому да покажеме дека го сакаме. Една од тие можности е погребот или поменот. Еден ваков чин ги прославува изборите што некој ги направил во неговиот живот, како и врските кои ги споделил со луѓето, а со тоа ги чествува и спомените на вашите блиски. За сите детали околу погребите и прославувањето на нечиј живот, јавете се на 586 997 3838 во Менџук Funeral Home, што се наоѓа на 18-та милја и Рајан. Маркетинг. Obreseli me fenedi, vali obreseli me fenedi, mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče, mogila je puna komiti, tamo je dimče mogilče. Naljutil se Selime Efendi, javna si konja Dorija, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni, sobra si asker najsilen, niz prsten jajce da prodni. Izlezi bre kuće ka Ursko, ženata ke ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam, ženata ke ti ja ukradam, vo Sarajke ja poturčam.
Раководителот на Општинскиот инспекторат Тетово, Сеат Сулеймани, одржа пресконференција при што информираше дека е наложено на фирмата која го отстрани асфалтот од улиците во викенд на селбата на Попова шапка, истиот да го однесе на соодветно место. Изјавата следи по вчерашното обвинување од директорот на Националниот парк дека општината ја загрозува животната средина на Попова шапка, што Сулеймани го оцени како политички удар за општината. Не бегаме од соочување со проблемите и за разлика од директорот на Националниот парк и неговата партија, ние не се занимаваме со политика кога е во прашање Попова шапка, туку се занимаваме со конкретна работа. Како што гледате, она што го прави партијата на Ибрахим Дехари, го ветуваше со децении и не го оствари, а ние почнавме да го реализираме. И Дехари и неговата партија никогаш не покажаа сериозност да ги решат трнливите проблеми. Вчерашната негова реакција беше политички удар, а не реакција за проблемот што всушност се случи. Откако стигна до нас како општина реакцијата за проблемот, побаравме Општинскиот инспекторат да го провери ова и веднаш да превземе мерки. По документирање на случајот, Општинскиот инспекторат и наложи на фирмата која се занимава со реконструкција на патот во најкус можен рок да го отстрани сметот. И ова мора да се направи. Како општина не дозволивме ниту еден започнат проект да остане недовршен, бидејќи ова не наликува на сегашното раководство на општината, истакна Сулеймани. Директорот на Националниот парк Шарпланина Ибрахим Дехари на пресконференција ја обвини за негрижа кон природата општина Тетово, затоа што асфалтот отстранет од улицата на викенд на селбата бил оставен во природа. Тој прикажа видеоснимка на која се гледа како камион истовара градежен материјал. Општина Тетово на 10 октомври почна реконструкција на улиците низ викенд на селбата на Попова шапка. Градоначалникот Билјал Касами најави дека додека има временски можности, ќе се работи на обнова на коловозните ленти.
strumica i struga, Gevgelijsko pole, Durdo Soluna. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Tamo živea samo Makedonci, samo Makedonci, slavni junaci. Marketing. Осигурителниот агент Винце Поповски и неговата компанија Custom Insurance ви гарантираат дека сите нивни клиенти се со индивидуални потреби за осигурување. Приоритетот на осигурителната компанија Custom Insurance е да обезбеди осигурување кое е специфично за секој еден од нивните клиенти. Во компанијата Custom Insurance, во собственост на нашиот сонародник Винце Поповски, нудат лично, бизнис како и животно осигурување. За детални информации јавете се на 586 731 3367 или пак посетете ги на 50551 Van Dyke во Shelby Township. Семејствата на Вуџек и Калкатера им служат на народот на Детройт веќе подолго од еден век. Нивната неспоредлива услуга искажува голема доверба која им ја искажуваат на генерации и генерации наред. Нивните две локации во Стерлинг Хајтс и во Шелби Тауншип пружаат благосклонен амбиент со кој ви пружаат длабоко и значајно искуство. Тие ви ветуваат дека вредноста за сите трошоци околу погребите е во околностите на вашиот буџет, додека планирате да оддадете почит на еден живот кој бескрајно и многу ви значи. Со вашите прашања јавете се на телефоните во канцелариите Стерлинг Хајтс 586 826 8550 или пак во канцелариите на Шелби Тауншип на 586 677 4000. Маркетинг. Беше разбуди се, свести се не спити.
Каратистката Михаела Мишовска од Тетовско Беловиште, која е член на клубот Олимпик спорт од Скопје, наредната недела од 24 до 29 октомври во Будимпешта ќе настапи на светското првенство во карате како членка на карате репрезентацијата на Македонија. Таа е единствена представничка од Тетовскиот регион во репрезентацијата. 18 годишната Михаела Мишовска ќе се надпреварува во категорија сениорки под 50 килограми. Карате Федерацијата на Македонија објави дека успешно се завршени подготовките и дека надпреварувачите се подготвени за светското првенство. Подготовките поминуваат одлично, формата на сите нас е на високо ниво, пресудно за успех ќе биде добра ждрепка и секако спортска среќа. Ветувам дека ќе дадам максимум во борбите на моето прво сениорско светско првенство, порача Михаела Мишовска. Македонската карате репрезентација на светското првенство ќе настапи со 18 каратисти. Во Будимпешта ќе учествуваат 988 каратисти со 1130 надпреварувачки влезови од 112 држави. Извршната директорка на Националната мрежа против насилство врз жените и семејното насилство и градоначалниците на општините Битола, Ресен, Новаци и Могила
подпишаа меморандум за соработка за обезбедување на одржливост преку финансиска поддршка на регионалниот советувалишен центар за помош и поддршка на жени и деца, жртви на родово базирано и семејно насилство во делот на Пелагонискиот регион. Со овој меморандум, општините се обврзуваат на активна насоченост кон подобрување и унапредување на социјалните услуги за жените и децата жртви на родово базирано и семејно насилство, кои се наоѓаат на територијата на општините, делување во насока на подигнување на јавната свест, спроведување кампањи и информации на локалното население за достапните услуги за заштита и поддршка на жените и децата жртви на родово базирано и семејно насилство. Исто така, на овој начин општините ќе зголемат соработката со организациите кои работаат на полето на унапредување на правата на жените и децата и преку јавни трибини, дебати, размена на искуства, а ќе се обезбеди и финансиска одржливост за непречено функционирање на советувалишниот центар во согласност со врските кои произлегуваат од Истанбулската конференција и Законот за спречување и заштита на насилство во жените и семејно насилство. За речиси една година во Центарот за поддршка во Битола вкупно 60 лица добиле услуги. Најчесто жртвите бараат психолошка помош и поддршка за жените во моментот на одлучување дали да побараат развод, заштита и психолошка помош за децата. Вакви центри за советување има и во Кавадарци, Тетово и во Скопје, и тие многу добро функционираат. Свесноста дефинитивно се развива и тоа веќе не е табу тема, особено кај помладите генерации. И жените се охрабруваат да побараат помош во центарот, вели Наташа Бекирова, психотерапевт во Центарот за помош и поддршка на жртви на семејно насилство во Битола. Градоначалникот на општина Битола Тони Коњановски нагласи дека општината преку своите програми посветува посебно внимание на родовата еднаквост, додека преку програмата за еднакви можности се поддржуваат активностите на здруженијата кои ставаат посебен акцент на родовата компонента. Женам јас, еве дојде час, најдо мома добра, убава и згодна, и на мајка една. Море ке ја земам, веќе време немам. Ајде сите, ајде, веќе дојде се женам јас, еве дојде час, доста ерген одев, личнино ми водев, ке ја земам сега, мојта мајка стара, од мена си бара. Ајде сите, ајде, веќе дојде време,
Тоа би било се, почитувани, во ова издание на емисијата Македонски глас на Македонското црковно радио. А за крај, во катчето за најмладите, да ја чуеме приказната Чудесната флејта. Ви посакувам пријатен ден. Многу одамна се живеела некоја жена со својот син. Не биле многу богати. Имале само куче и парче сува земјица. За да го одгледа сина си, мајката морала постојано да работи. Синот израснал силен и работлив. Тој најдобро од се што знаел е да свири на флејта. Откако ќе сработел се што треба во полето, тој ќе ја земел флејтата и ќе ја ставил на усните. Само што ќе почнале да се слушаат звуците од неговата флејта, се наоколу замирало. Изворчињата престанувале да течат. Облаците повеќе не пливале по небото. Птиците не пееле, а мајмуните престанувале да се задираат еден со друг. Сите луѓе од околијата го фалеле младиот музичар. Кога девојките од богатите домови, кои го минувале времето во забава и безделништво, ја слушнале музиката на момчето, секоја од нив сакала да го земе за маж. Но тоа сите ги одбивало. Па така, само бендисаните керки на богаташите постојано размислувале како да го погубат флейтистот. Еднаш, додека тој се шетал по полето, тие го грабнале и го фрлиле во длабока јама. Откако синот не и се вратил навечер, мајката горко заплакала и го пратила кучето да го најде сини. Кучето со силен лаеж почнало да трча натаму наваму. А момчето кое паднало во јамата било живо и здраво, само што паднало во безсознание. Тој го слушнал лаежот на кучето и го повикал. Кога кучето дошло до јамата, тој му порачал да му ја донесе флејтата од дома. Кучето со радосен лаеж отрчало до куќата и почнало да се качува на покривот каде што стоела флејтата. Откако мајката разбрала во што е работата, ја зела флејтата и му ја дала на кучето. Тоа ја зело флејтата со заби, отрчало кај јамата и му ја фрлило на својот стопан. При првите звуци од флејтата, птиците престанале да пеат, мајмуните да се задираат еден со друг и сите се собрале покрај јамата за да слушаат. Мајмуните се качиле на една гранка која се беше свила крај јамата, ја спуштиле длабоко, па момчето се фатило за неа и излегло надвор. Откако се вратил дома, тој продолжил да се живее среќно со мајка си како и порано. Но откако девојките виделе дека момчето се вратило здраво и живо, повторно ги обзела омраза и почнале да коваат нов злокобен план. Па така, за време на еден лов, тие го фатиле момчето, но овој пат го фрлиле во длабок дол. Откако паднало во долот, момчето почнало да се искачува нагоре. Се искачувал тој цели 3 години. Се хранел тој со корење од растенијата, а вода пиел од кладенците. За тоа време мајка му се изнаплакала солзи. На крајот дошол денот кога момчето се искачил до крајот на долот и се нашал на голема ливада обсипана со сонце. Откако разгледал наоколу, тој видел едно поле со речиси созреан ориз. Момчето се израдувало и тргнало кон полето. За 3 години колку што се искачувал по долот, јадејќи корења и пиејќи вода од кладенците, тој толку ослабнал и бил обраснат со брада, што повеќе личал на мајмун отколку на човек. Полето го чувале 2 девојки од блиското село. Кога го виделе момчето, си помислиле дека е мајмун, па сакале да ги повикаат луѓето со лакови и стрели, но тој им викнал: "Не, немојте да стрелате. Јас сум човек кој настрадал од непријатели. Дајте ми да каснам нешто, а јас ќе го чувам полето од мајмуните." Од тогаш тој почнал да го чува полето, а девојките му донеле оризова каша. Првиот пат дошла по старата сестра
и уште оддалеку грубо свикала: "Еве ти ја кашата, земи да јадеш грдотио Валкана." Вториот пат дошла по младата сестра, му се доближила и му рекла: "Брате, ти донесов орис, јади ми со здравје, јас самата го направив." Еднаш пак двете сестри заедно му донеле орис. Момчето побарало од нив оцет и чешел за да си ја исчешла косата. Девојките му донеле тоа што барало момчето. Но постарата при тоа јадовито рекла: "Ех, да не си намислил убавец да се сториш." А помладата пак му понудила огледало. Тој се измил, се исчешлал и станал убаво, стројно момче. Постарата сестра прва се влюбила во него и сакала тој да и стане маж. Таа му кажала за тоа на татка си. Тој не се зачудил, ами само се насмевнал и поставил услов. Зад нашиот дом има две патеки. Едната е убава, а другата е целата со грмушки. И двете треба да се уредат. Утре секоја од вас нека се избере по една и нека се фати за работа. Кај која ќе дојде момчето да ја помогне, таа и ќе си го земе за маж. Наутро постарата сестра станала уште во црни зори и отишла кон патеката каде имало помалку работа, а на помладата ја останала онаа со грмушките. Момчето тргнало да им помогне и веднаш се упатило кон помладата. Постарата сестра се налутила и му се пожалила на татка си. Зошто е толку глупав, та не дојде каде имаше помалку работа, туку се упати кон патеката со грмушки? Татко и се насмевнал и рекол: "Во ред, утре и двете подгответе му ручек. Она јадење што тој ќе го изеде, значи дека таа што го сготвила ќе се омажи за него." Постарата одбрала орис со месо од елен. Помладата пак, како и обично, подготвила орис со сос и рипчиња. Момчето повторно и помогнало на помладата и јадел заедно со неа, а не со постарата. "Не сакаше бел орис со месо," му се пожалила постарата сестра на таткото. "А ете, оризот со сос го изеде." Таткото повторно се насмевнал и рекол: "Сега секоја од вас нека му подготви постела. Чија постела тој ќе ја одбере, за таа сестра и ќе се ожени." Постарата сестра подготвила белоснежна покривка, шарена рогозина, многу убава постелнина, убав душек и извезена перница. Помладата пак зела кафеава покривка и обична постелнина, а наместо перница ставила дрвена перница. Откако завршила со работа, таа отишла во кујната и почнала да преде. Момчето исто така дошло во кујната и долго си му абетал со девојката, а кога дошло време за спиење, тој ја одбрал постелата што таа ја подготвила. Следниот ден, татко им и направил свадба. Повторно се зачуле звуците на флейтата, славејќи ја чистата љубов. Момчето со својата млада жена се вратил кај мајка си и така продолжиле да живеат со труд и во убавина. Македонско црковно радио, Македонски глас, под покровителство на Македонската православна црква, раѓање на Пресвета Богородица во Стерлинг Хајтс, Мичиген.